Во насока да расчистиме ова состојба што се случува овие денови, оваа вулгарна кампања што ја води ВМРО ДПМН низ медиумите, пласирајќи шпекулации и полувистини. Во овој момент во име на преговарачкиот тим на СДСМ укажувам дека предлогот медиумите и новинарските организации и издруженија, поточно ЕСНАФ, да биде дел од преговорите, ќе го ставам на изјаснување на другите учесници во преговорите. Во овој момент укажувам на тоа дека од првиот момент кога невладините организации и издруженијата побараа да бидат вклучени во процесот, се заложив за тоа да бидат дел од процесот, меѓутоа меѓународните посредници сметаат дека поинаку треба да се води целата оваа активност, но дефинитивно заради вистината, да се знае кој за што се залага, кој е за демократизирање на институциите, а кој е за држување на статус кво состојбата или за уште поголемо партизирање, ќе побарам медиумите, сите оние кои што имаат интерес, невладините организации и издруженијата да бидат дел од овој процес. Да, апсолутно, да присуствуваат на работните групи и да видат за што станува збор. Јас и во овој период досега направив се што можев. Постојано ги брифирав новинарите докаде течат преговорите, онака како што джентълменски се договоривме, дека ќе брифираме за она што веќе се разговарало, но ВМРО ДПМН на другата страна излегува во јавноста со разни информации, тоа е недозволиво, затоа сметам дека новинарите, медиумите, невладините организации и јавноста треба да се дел од преговорачкиот процес и тамо да се види кој за што се залага. Дали предлогот е веќе позади предлозите кои излегува во јавноста во изминатите денови за избор на членовите на агенцијата врз основа на партиски предлози? Секоја партија има своји преговарачки позиции и нормално дека зад предлозите што партиите ги дале веројатно стојат и другите, ние стоиме зад нашите предлози и сметаме дека на Македонија треба целосно департизирање, демократизација и на регулаторните тела и на медиумската атмосфера, но исто така треба да се овозможат елементарни услови на 24 април да имаме фер и регуларни избори, а тоа значи медиуми кои што ќе информираат професионално, објективно, транспарентно и така натаму. Тоа е тоа. За тоа се залага СДСМ. Се базираат предлозите кои ги имате доставени? Значи, предлозите што ги достави СДСМ се базираат врз основа на сите извештаи што досега ги има за Република Македонија за слободата на медиуми. Колку пат од 100 места на ранг листите на оние кои што го анализираат овој дел, исто така на извештаите на ОПСЕ, ОДИХР, прибе извештајот на Европската комисија, така да состојбата е констатирана и ние правиме се до 24 април да се создаде можност за избалансирано известување и за простор на опозицијата да ги каже своите стави. Прифатиле некој од европските закони да биде спроведен во Македонија, усвоен и спроведен како што предлага Гледачката партија? Гледачката партија не го предлага тоа, досега е разговарано за начинот на кој што агенцијата треба да биде конституирана и по европскиот тоа нема. Тоа се наши предлози, тоа се предлози на меѓународната заедница, тоа значи департизирање и демократизирање на агенцијата и на другите институции за кои што преговараме. Дали предлогот е ставен или веќе пред другите преговарачи или до прва треба да се постави? На кој предлог мислите? Овој што сега го кажавте. Не, сега јас ќе го кажам официјално. Значи, до сега во неколку наврати спомнав, меѓутоа сега официјално ќе побарам да се изјаснат сите. Дали прифаќаат во процесот да има јавност и да бидат медиумите, новинарите, организациите, здруженијата присутни. Само дали би прифатиле усвојување на било кој од законите од Европската унија? Се што значи демократизирање на институциите е прифатливо апсолутно во насока на приближување на Македонија кон ЕУ. Оваа состојба е неприфатливо што се води. Неколку принципи се битни за нас. Апсолутно не прифаќаме ниту еден предлог од било која партија. За жал добивме таков предлог од СДСМ за државата да има можност за регулација и за цензура на квалитетот, на пристрасност, односно непристрасноста, на објективноста, односно необјективноста за медиумите. Тоа е минимална работа која што демократските држави ги разликува од државите каде што има диктатура. Мене ми е многу жал што цела една хајка и битка на СДСМ 6-7 години по кои што зборуваа за демократија и за слобода се изложија на еден ваков срам со нивниот пристапи, нивните барања за партизација на агенцијата, за партизација на Македонската радио и телевизија и за воведување на можност агенцијата да казнува со огромни казни како што предложија, со забрана на вршење професија новинар, со забрана за вршење на дејност на правните лица и тоа врз база на оценка на квалитативни
вредности во новинарството. Тоа за нас е апсолутно неприфатливо и не сакаме нити да разговараме во тој правец. Она што ние го нудиме и што мислиме дека мора да е добар правец за новинарството, факт е дека има проблеми, не само во Македонија, има проблеми на Балканот, тоа е констатација на Европската унија, генерално има проблеми и на европско ниво, на секоја промена на регулацијата во оваа сфера мора да е подобра од претходна. Че ние не смееме и не можеме да се враќаме назад. Оние проблеми кои што сме ги виделе во последните 2 години после носењето на овие закони, треба да ги адресираме сега. Следниот пат по 2, по 4, по 6 години кога ќе се создаде потреба за повторно доуредување, пак треба да одиме чекор напред. Она што СДСМ го предлага е враќање не 2 години, не 4 години, туку враќање 40 години назад во времето кога имаше само едната потребата од регулација на оваа сфера, односно за договор за регулацијата околу оваа сфера. Неколку принципи се битни за нас. Апсолутно не прифаќаме ниту еден предлог од било која партија. За жал добивме таков предлог од СДСМ за државата да има можност за регулација и за цензура на квалитетот, на пристрасност, односно непристрасноста, на објективноста, односно необјективноста за медиумите. Тоа е минимална работа која што демократските држави ги разликува од државите каде што има диктатура. Мене ми е многу жал што цела една хајка и битка на СДСМ во 6-7 години по кои што зборуваа за демократија и за слобода се изложија на еден ваков срам со нивниот пристап и нивните барања за партизација на агенцијата, за партизација на Македонската радио телевизија и за воведување на можност агенцијата да казнува со огромни казни како што предложија, со забрана на вршење професија новинар, со забрана за вршење на дејност на правните лица и тоа врз база на оценка на квалитативни вредности во новинарството. Тоа за нас е апсолутно неприфатливо и не сакаме нити да разговараме во тој правец. Она што ние го нудиме и што мислиме дека мора да е добар правец за новинарството, факт е дека има проблеми, не само во Македонија, има проблеми на Балканот, тоа е констатација на Европската унија, генерално има проблеми и на европско ниво, на секоја промена на регулацијата во оваа сфера мора да е подобра од претходна. Че ние не смееме и не можеме да се враќаме назад. Оние проблеми кои што сме ги виделе во последните 2 години после носењето на овие закони, треба да ги адресираме сега. Следниот пат по 2, по 4, по 6 години кога ќе се создаде потреба за повторно доуредување, пак треба да одиме чекор напред. Она што СДСМ го предлага е враќање не 2 години, не 4 години, туку враќање 40 години назад во времето кога имаше само една телевизија и 2 дневни весници во Македонија. Ние, како што и во една претходна изјава кажав, поддржуваме и предлагаме поддршка од државата на процесот на саморегулација и воспоставување на етички стандарди воспоставени од самата новинарска фела, како во секој медиум посебно и засебно, така и генерално за целата новинарска фела. Предлагаме либерализација на пазарот, слобода на пазарот и предлагаме воведување на највисоките стандарди кои што ги имаме во препораките од Советот на Европа, Европската радио дифузна унија и Европската комисија. Сите предлози кои што ние ги ставивме на маса поврзани со оваа сфера, апсолутно извираат и потекнуваат од препораките на овие неколку значајни европски институции. Дали има прашања? Социјалдемократскиот сојуз пред малку соопшти дека останува на барањата кои денови излегува во јавноста, тоа го правдаат со фактот дека пред нас се предвремени парламентарни избори и дека единствено на тој начин може да се обезбедат фери демократски избори во април. Како го коментирате тоа и преговарате ли воопшто за овие предлози? Фрапантни се предлозите, мене ми е многу жал тоа што СДСМ континуирано од ден во ден сама се влегува во уста, односно со своите конкретни постапки докажува дека тоа што го зборува нема врска. Не е реално. Значи едно зборуваат за јавност, друго прават во реалност. Тие 6 години зборуваа за потреба од слобода, демократија, слобода на медиуми, дури во многу пати ве злоупотребуваа вас како професија да бидете нивни перјаници, за жал. Кога имаат можност да ги понудат своите решенија, они предлагаат директорот на агенцијата за медиуми, кој што
ќе е назначен од нив или они сакаат да биде назначен од нив, да има право на секој од вас да оцени дали прилогот бил објективен или необјективен, пристрасен или непристрасен, морален или неморален, дали поддржувал меѓународна соработка или не, и врз основа на тоа да може да ви изречат глоба, да ви изречат забрана на вршење на професија, на вашиот медиум да му изречат мерка забрана за вршење на дејност и во еден ден без можност жалбата да го одложи, да одложи одлуката на директорот да го исклучат вашиот медиум ако е радиодифузер, ако е телевизија или радиостаница, или да го избришат од регистарот ако е пишан медиум. Тоа е, како да ви кажам, веројатно ако испитаме малце подлабоко, тоа веројатно ниво Северна Кореја. Го нема и ние на вистина не можеме да разбереме како дошла СДСМ до овие фантастични предлози, дали гледала некој од средноисточните кралства, монархии и така натака. Ова го нема во ниту една држава, не само во Европската унија, туку и на европскиот континент. Она како што ние се спротивставуваме на овие навистина фрапантни идеи е нашиот предлог, директивите, препораките од Советот на Европа или понудивме 20 на европски модели, 20 на држави од Европската унија. Австрија, Холандија, Данска, Белгија, Португалија, Шпанија, Малта, Италија, Хрватска, Бугарија, Унгарија, Естонија, Литванија. Било кој од тие модели да го земеме, да му направиме прекопирање и да го внесеме во нашата регулатива. Ако има подобар начин од тоа да внесеме европски стандарди, ние сме спремни да се слушаме, но мислиме дека ова е најдобриот начин. Вело дека ќе предложат сите медиуми што сакаат да учествуваат во преговорите, ќе поддржите ли вие така? Значи, видете, тоа ви го кажале тука, а паралелно се жалат зашто имало јавност во процесот. Јас бев изложен на некој сомнеш зашто имало јавност во процесот. Така да јас се сомневам во нивните искрени намери. Веројатно, како и секогаш до сега, треба некој да биде перјаница за нивните партиски цели. Спротивно на тоа, ние во минативе 2-3 недели континуирано и безпрестано држувавме и директни и индиректни контакти и прибирање на информации од сите организации кои што се занимаваат со оваа проблематика. Со поголем дел од нив имавме контакт, разговаравме за нашите предлози, за нашите согледувања, за нашите мисли, а од исто така голем дел ги прибравме сите извештаи кои што се испечатени во Република Македонија, сите публикации, такви има од повеќе организации без разлика, некои од нив се финансирани од фондации кои што ние мислиме дека тераат партиски агенди во Македонија, но без исклучок ги имавме сите во предвид и огромен дел на предлозите кои што ги дадовме се извлечени од таквите средби и од таквите информации. Како ќе се договориме внатре, така ќе постапуваме и ние. Со оглед на оддалеченоста на ставовите, гледате ли надеж да се постигне некаков компромис? Видете, ние имаме решение за регулирање на оваа сфера до изборите во изборниот закон, кој што е усогласено и прифатено од сите 4 партии. Нашиот став е дека е потребно партиите кои што замислуваат дека можеме да се поднесуваме како да живееме од 49 година да го заборават тоа и врз база на европските модели, врз база на европските директиви и препораки, многу рационално и разумно да се договориме ден поскоро, за да не оптеретуваме јавноста, да не оптеретуваме вас, да не се создава впечаток дека новинарите повторно се предмет на некаква си државна регулација. Напротив, она што ние го велиме е дека треба да го поддржиме процесот на дерегулација и на саморегулација во новинарската фела. Мислевме дека нашите предлози ќе бидат прифатени, ќе бидат усогласени во многу брза постапка, но за жал очигледно има партии кои што тука дошле со друга агенда и друга цел. Значи вака, околу советите и околу директорите, ќе ми дозволите, пошто е комплексен модел. Извинувам, ќе може малку понапред да немаме ухада. Благодарам. Значи, околу изборот на органите на Македонската радиотелевизија и на Агенцијата за медиуми, ние имавме иницијално предлог кој што значеше проширување
на составот на тие две колективни тела, на Советот на Македонската радиотелевизија и на Советот на Агенцијата за медиум. Прв предлог е бројот на новинарите во овие две тела да се зголеми. Предложивме официјално и ЗНМ и МАН наместо по еден член во овие две тела да имаат по два члена во овие тела. Исто така предложивме синдикатот на Македонската радиотелевизија да има можност да си предложи свој два члена во Советот на Македонската радиотелевизија, што би значило дека наместо по двајца новинари, ако се прифати овој концепт, во Советот на агенцијата би имало 4 новинари, а во Советот, програмскиот совет на МРТВ би имало 6 представници на вашата професија. Во исто време предложивме Комисијата за заштита од дискриминација да даде предлог за еден член, заради тоа што сметаме дека таа тема е од интерес на сите граѓани, да не доаѓаме во ситуација преку јавниот простор да имаме дискриминација на било која групација во нашето општество.